Системот Amber Alert во САД функционира од 1996 година по исчезнувањето на 9-годишното девојче Амбер Хагерман од Тексас, која била киднапирана додека возела велосипед, а потоа и убиена. Телото на Амбер, фрлено во поток на околу 10 километри од паркингот, каде Амбер била киднапирана, го нашол случаен минувач 5 дена по киднапирањето. Во Македонија пак во овој момент го има системот за исчезнати деца во форма на веб страна Најдиме и соработуваат со Министерството за внатрешни работи, образование и наука, како и труд и социјална политика. Првиот човек на детската амбасада меѓаше во телефонски разговор за телевизија 24. Вели дека се создава заблуда дека Amber Alert функционира во Македонија. Змијанац потенцира дека го известиле МВР уште во декември минатата година, но оттаму добиле одговор дека си уште немаат доволни информации за функционирањето на системот. Бевме навистина изненадени дека еден вако важен систем не е воспоставен под тие барања кои ние ги воспоставивме. Сме дел од кампањата за предупредување, рано детектирање и брзо информирање, меѓутоа МВР треба ова да го регулира правно. Од Меѓаши апелираат европскиот број за исчезнати деца 116000 да се усвои кај нас. Велат сложена е постапката за овој систем, бидејќи треба да се најде мобилен оператор за линиите да бидат бесплатни и операторите да ги покријат услугите. Денеска сајбер просторот е најголемата закана за киднапирање, сексуално злоупотребување на децата. Од детската амбасада алармираат дека и во успетно образовниот процес треба да ја подигне свеста на поголема превенција. Детската амбасада Меѓаши е во контакт со својата партнерска организација од Србија, Центар за исчезнати и злоставувани деца, и директно со господинот Игор Јурич, таткот на киднапираното девојче Тијана, по чија смрт се донеси Тијанов закон. И Amber Alert се воспостави во Србија како систем. Од нив сме информирани дека Amber Alert подразбира и систем на процедури и формално правни акти со кои државата се обврзува да го спроведе системот на рано предупредување и алармирање до медиумите, банките, аеродроми, автобуски постройки, државни, приватен, јавен сектор за навремена дојава до надлежните и државни органи. Игор Јурик, чија ќерка Тијана беше киднапирана и убиена, дојде во Скопје по киднапирањето на Вања. Тогаш во интервју за телевизија 24 истакна дека личната загуба била поттик за носење на така наречениот закон на Тијана во 2015 година, со кој се воведе доживотен затвор за најтешките кривични дела. Порача дека случајот со Вања е аларм за итни чекори во заштита и законодавството во Македонија. Jako je važno da ovakvi slučajevi moraju da menjaju društvo. Ja sam rekao u nekoliko intervjua u Srbiji, ukoliko ovaj slučaj u Makedoniji ne promeni nešto, dakle slučaj Male Vanje ne promeni nešto, onda trebate svi kao društvo da se zamislite, jer je jako bitno da se stvar sada promeni uz zahvalnost Maloj Vanji koja je podnela tešku žrtvu. Ako ovo ništa ne promeni, onda kao društvo imate zaista ogroman problem. Со исчезнувањето на Данка Илик, за прв пат минатата година се активираше системот Amber Alert во Србија. Хрватска пак од 2022 година го има нено аларм. Со исчезнување на дете, хрватските власти известуваат компанијата Мета и преку социјалните мрежи информацијата стигнува до граѓаните на 60 километри од местото каде што детето последен пат било видено.